Љубовта е бунтовничка птица, која никој не може да ја скроти. Виорат стиховите на Кармен под ова убаво сонце со заби. Спроти страста на тореадорот за триумф на древноста, олицетворена во бикот. Вон временски, а сега. Гласот и грми и милува низ вечните стихии на душата. Понекогаш, како овде во Скопје, времето иако застанало заради раните, спомените ги одбројуваат најгордите мигови на истрајноста, кој ги оживува музиката. Иван Наумовски, освен што е кадифен бас-баритон, магистриран оперски пеач на 2 универзитета, Виена и Грац, и професор по соло пеење на Факултетот за музичка уметност. Тој е интересна личност. Патриот и джентлмен, модерен романтичар на 21. век, што би рекле дечко со бечка школа. Неговиот начин на живот содржи 3 клучни определби: тројството музика, спорт и љубов кон Македонија. Изненадува со автентичност, скромност и раскошен распон, освен на гласот и на мислите со кои го прегрнува светот. Уметноста е бесмртна, потокму и денес зборуваме за оние преубави арии, безвременски арии, ќе го слушнаме и нашиот глас, односно бас-баритон, кој што навистина се гордееме со него, од Виена во Македонија. А станува збор за оперскиот пејач со интернационална кариера Иван Наумовски. Здраво, Надица, како си? Одлично ти благодарам. Ново и сончевно, доста ветарно, така како и да ладени, ќе да. имаме убаво време. Па Можеме имаме. да преминеме со нашата авантура за денес. Може да почнеме само во ред. Иван, многу ми е драго што си овде. Навистина ми е драго што ќе позборуваме и што ќе фатеме многу теми во врска со твојот живот. Долго време беше во Виена, сега си назад во Македонија, во Скопје. Така да верувам дека многу работи ти се случиле. Кои се тие работи и која е таа пресвртница, зошто од Виена се пресели да си дојдеш во родниот град во Скопје? Да, ќе ти одговорам на прашањето зошто се вратив. Тоа навидом вака може да звучи како комплексно прашање или комплексен одговор да дадам, но ќе бидам јасен, искрен и краток. Не се вратив за едно нешто конкретно, се вратив за повеќе нешта. Да кажеме, тие нешта се пред се ова што можам да седам во моментов со тебе, да стојам тука и да говорам македонски јазик. Тоа е едно нешто. И со моите пријатели, со моите другари, да општам на мојот јазик кој што јас си го сакам. Тлото на кое што моментално газам јас на ова јужно-балканско подрачје во Македонија има друга, како да кажам, магнетна позитивна енергија ми дава. Точно, друга магнетна позитивна енергија ми дава на мене. Ако јас во Република Австрија или каде било насекаде во светот, да сум 99,9% и да можам целосно се дадам себе си, сега луѓе ќе кажат па тие 0,01% малкуцка може ништо незначатно, за мене навистина многу значат. Енергијата која што ја добивам и придонесува едноставно за мојата благосостојба да бидам за тие 0,01% посреќен, тоа лично ме прави посреќен и што сум тука. И тоа е исто едно од нештата, потоа фамилијата, пријателите, јас повторно го работам она што си го сакам. Секако ти недостасува. Што најмногу ти недостигаше во Виена? Па најмногу што ми недостигаше, ми недостигаше тоа што кога имаше свадба некој мој многу близок другар. Така? Кога имаше роден ден некој мој многу близок другар, Ти за жал не беше овде. Јас за жал не бев тука, кога мојата мајка имаше роден ден или кога фамилијата се собираше заедно со поширока фамилија и кога одеа по некои веселби и прослави. Секогаш, например, како да знаев дека тоа е цената која што морам да ја платам за повеќе да успеам на страна, за повеќе да имам успех едноставно, да победам, што се вика, затоа што победата многу значи, за победата треба многу жртви да се прави. Па добро, и истрајноста се распи. Апсолутно. Ако сака човек да е победник во животот или да се доведе себе си на професионално ниво до некое завидно ниво, треба многу жртви да направи. Тоа беа жртви кои што јас навистина ги правев не со задоволство, но едноставно си бев на својот автопат. Према моите зацртани цели за да си ги остварам, но измеѓу сватив дека
дека колку и човек да се труди на професионален план, секогаш може да најде начин како да балансира. Да си ја балансира работата, Помеѓу кариерата и точно и приватниот кариерата и приватниот живот. И во Македонија некако една од причините, па можеби главната причина да кажам, еве балансот, ова до сега се уште го немам одговорено, сега ми текна балансот помеѓу професионалниот живот и приватниот живот. Тука го најдов перфектниот баланс. Повторно го работам оно што го сакам, работам со студенти. Со луѓето кои што ги сакам, со студенти сум ја секогаш велам дека мене фамилијата ми е проширена за сите студенти кои што ги имам и колективна настава и индивидуална настава и односно индивидуалната настава која што имам. И работам со млади луѓе кои што цело време ми даваат нека интересна млада енергија и мотивација. Апсолутно, и мотивација и пред се и јас треба многу од сопствената енергија да им дадам и мотивација за да ги мотивирам за они понатака во животот за уште повеќе да ја засакаат класичната музика, пеењето или па ајде да речеме животот повеќе да го засакаат и да се трудат повеќе да направат максимум што можат, никогаш да не се откажуваат од своите соништа и цели зацртани. Па се надевам, ти благодарам на зборовите. Би сака, еве, ќе бидам нескромен, ајде пример сум. Па така. Па вака имаме еден пример кој што како што ти ја представуваш Македонија во Виена, така можеме да кажеме дека твојот јапонски колега Катуца кој што ја представува македонската песна во светот и тоа е навистина убаво од негова страна, како што го правиш и ти, навистина треба нели да постојат такви луѓе за да се промовира македонската песна. Колку беше тоа тешко таа? Господинот, први би сакал да се задржам на господинот Катуцо. Кога би имало барем 100 луѓе како него во светот кои што толку ја сакаат Македонија, јас ќе бидам најстрекниот човек на свет, искрено ви кажувам. Тоа е, јас секогаш велам за него дека он е македонскиот Јонче Христовски. Со која жар, со која страст изведува и емоција пее он за македонските песни, за нашите. Ти можеш буквално во неговата енергија да видиш и страдање, можеш да видиш и плач, можеш да видиш и среќа и радост и едно виножито од емоции кои што он го представува на сцената, а он буквално живее, па не знам Јапонија колку е. Јапонија би била некој, не знам, над 10.000 километри разлика од тука. И него прави тоа наметливо, напротив. Апсолутно. Јас лично се познам со него и он е многу вака голем уметник, добар човек и се најубаво му посакувам на вистина на него. Вака и кога би имал луѓе како него, јас бивам многу среќен. Било многу подобро. Кога саатот застана, светот дојде и се сплоти во капка душа за Македонија. Солидарност за возобнова. Од Кензо Танге, јапонскиот архитект со урбанистичка визија, преку 87 нации со добротворни дела. До денес, кога светот ја добива за возврат Македонија, преку операта на Казихиро Котецу, јапонецот кој ја сака како своја со песните на Јонче Христовски, до Сарита, која се чувствува како македонско девојче. Тие конекции се токму тоа чудо, изродено од љубовта и уметноста. From Macedonia, many colored bouquet gathered in the garden, given as a gift. Иван, имаме одлично сонце сега, кажавме дека ветерот малку ни е проблем, но не е ништо, се ќе се среди. Имаме и слободно време. Што правиш во твоето слободно време, со оглед на тоа што па можеме да кажеме дека и него имаш многу, со оглед на тоа што си професор, Факултетот за музичка академија, како Иван го организира своето слободно време? Па искрено, Надица, да ти кажам, имам слободно време, но јас гледам никогаш да немам слободно време, затоа што сум човек кој што навистина многу сака да работи и секогаш да наоѓа некои нови предизвици. Со мојата надпреварувачка природа, јас сум израснат со спорт. Слободното време најчесто го користам или за домашни обврски да можам некој да средам, да испланирам вака во текот на денот, или едноставно да ги искористам за спорт. Или фитнес, или джогирање. Најчесто, навистина, обожавам да играм тенис. Во зима не е тајна, обожавам да скијам и да бордам. Па добро, може би си сакали да бидеш некој тенис играч. Апсолутно. Апсолутно. Тоа не е тајна дека Новак... А зашто тогаш музиката? Дека Новак Џоковиќ ми омилен играч. Па зошто музиката? Па Надица, јас како да сакав да избегам од музика. Ево искрено ќе ти кажам. Не го кријам тоа, навистина. Некако како да секогаш знаев дека лесно ми идеше и пијано лесно ми идеше и со пеењето некако вака.
Па не знам како да сакам да избегам затоа што знаев дека кога тогаш мене тоа ќе ме стигне. И навистина ме стигна, на мои 18 години ме стигна. Влегов во рок бенд, па најнаше чекај гитара, сакам да имам да свирам, па чекај пијано, сакам да имам да свирам. Си бил во Па со размислување. пеењето, па некако не бев во некоја посебна дума вака во размислување, но Мала дилема. Па имаше дилема, ама ти велам како да сакам да избегам на филолошки факултет или Така. историја нешто да учам да студирам затоа што имам доста така афинитети кон таа наука, кон историјата. Така. И некако музиката Си го направи своето. Дали ти да стигаше Скопје? тука сум роден. Знаеш како? Тука ми е се. Јас секаде можам низ светот да се адаптирам без разлика во кој град, затоа што 3,5 години поминав во град во Република Австрија, па се вратив во Македонија неколку месеци тука во македонската опера и балет на мајските оперски вечери пеев ги отворав со главна улога во истоимената опера Евгенио Онегин. Тоа беше 2016 година, неколку месеци траеше проектот. И потоа отидов во Виена после неколку месеци каде што поминав 7-8 години. Секогаш Скопје бил врежан во моето срце и секогаш ќе има длабока трага. Тука првпат се заљубив, тука најдобрите другари во светот ми се тука. Тука првпат ги искусив сите оние работи што некој тинејџер или некој момче додека расте треба да ги искуси. Како да ти кажам? Каде и да поминам во Скопје има звук, има слика, Некој има спомен и мирис, емоција. има спомен. Секој ќоше во Скопје го има. Тоа исто како што е во другите градови. Да речеме во Скопје е посебно затоа што јас Посебно сум чувство. од тука, уште од дете кога сум едноставно не го Па и се гледам присетуваш Скопје на како некои точно. улички во Скопје. Апсолутно, за твоето каде и додам, детство. Како што ти реков, има звук, има слика, има Така. гласови, има спомени едноставно. Rušeno si i paleno, a tolku malku galeno, sobekovi porobuvano. Кој е твојот ритуал пред работа? Немам посебен ритуал, едно кафе пијам, доручувам пијам кафе. Кафето е и задолжително, тоа е се разбира. задолжително, Тоа е се. Споменавме за љубовта, споменавме за приватниот живот, споменавме за факултетот за музичка академија, па така да и го продолжуваме нашиот пат и ги оставаме нашите гледачи во неизвестност што и како ќе се случи во подоцна, бидејќи Иван треба пред се да одговори на многу прашања. Ќе одговорам со задоволство, само косава се надевам од ветрот нема да ме лепи. Се надевам дека си да отиде супер. побрзо. Се шалам. Одиме. Така, ајде. О соле мио, сонце мое, толку убаво му стои на Вардар кога зраците се препилкаат врз неговите води. Премостени со вековните плеки на камениот мост, кој ги спои новиот и стариот дел од градот, плоштадот и чаршијата, која на влезот во своето десно крило го чува музичкиот кварт од центарот. И кога сонцето ќе си замине, доаѓа ноќта, која подеднакво убаво и прилега на реката, со малку сребро врз залистоците на брановите. Реката е животот, а мостот зуница од култури и инспирација за вонвременската Moon River на Хенри Манцини, првпат изведена во филмот Доручек кај Тифани, Оскаровка како најоригинална песна. Денеска реката не фрли назад во 1961-та, но наместо кај Тифани во Академија. Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters
to see the world. There's such a lot of world to see. We're after that same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me. Браво. Бас баритон Иван Наумовски. И благодарам. Иван, ти благодарам за овој пречек. Преубаво беше. Ми беше чест и задоволство секако. И навистина убава човек кога може да те слуша во живо, со твојот преубав глас и навистина ти посакувам уште многу успеси вака со твојот глас да си постигнеш, а и ти беше студент во Виена. Кажи ми кои се разликите овде и таму? Во Република Австрија less is more, односно помалку е повеќе. А во Македонија некако ние сме со нашиот менталитет уште немаме научено како да балансираме тоа помалку е повеќе. Ние одиме во крајност или одиме максимум, се даваме себе си максимум, што не е лошо. Ако е нешто повеќе, секогаш може да се смали. Тоа не е никаков проблем. Многу е потешко кога е помалце најнаш да се направи повеќе од тоа. Тоа е многу потешко. Многу често тука луѓето се губат и забораваат дека они пред се уметници и дека треба они да бидат на сцена. Што значи тоа? Тоа значи се да дадеш ти во тој момент што имаш. Ако јас пеам за љубов, апсолутно, ако јас Надица пеам за љубов, сакам тебе да ти предизвикам чувство како е тоа да си заљубен, ако сакам да пеам за фрустрација, како е да си фрустриран, ако сакам да пеам за немој, како е да си немоќен, впрочем или за тага или за сите оние различни емоции кои што ги имаме ние. Секогаш треба да размислам, на кој начин, што сакам јас од самиот себе си да слушнам. Дали сакам, например, да влезам со клавирот, не знам да речеме. Che bella cosa на јурната е соле. И сега, например, треба да внимавам што конкретно сакам да слушнам. Manotto sole, più bello è ne, o sole mio, stai fronte a te. O sole mio, stai fronte a te. Stai fronte a te. Grazie mille. Prego, solo per te. Grazie. Иван, многу малку зборуваш за твојот приватен живот. Некако се повеќе сакаш да зборуваш за твојата музичка кариера, но мислам дека доволно слушнавме. Кажи ми, што има и што се случува во твој приватен живот? Дали ми се разбира дека понижниот пол ќе ги интересира дали Иван е заљубен, која е идеалната жена за Иван, дали мора да биде некоја оперска жена? Ме вцрвени сега, малку ова прашање вака ми го немаат поставено, ами мило ми е навистина. Ќе го одговорам, види, Скопје е мало, мислам, тука се движам генерално. Но немој да ми одговориш дипломатски, те молам. ме почувствува дека уште стар дипломатски ќе одговорам. Ќе одговорам искрено, не искрено ќе одговорам. Сакам да кажам дека Скопје е мало и мислам се знаеме ние луѓето кои сме, што сме се гледаме каде излегуваме и сето тоа. Немам девојка. Добра. Не сум заљубен. А која е твојата идеална? Идеална. Жена која што замислуваш и дали мора да биде оперска дица? Надица, ако ти кажам сега дека идеалната жена треба да биде висока, некоја црномањеста, може следниот месец, вечер ако излезам, сабота сме вечер ако излезам, следниот месец мислам ќе се заљубам може во некоја што е така пониска и плава, како да кажам. Нема тука навистина правила, но со
оперски пејачки, па мислам не е тајна. Ајде, сега сум делал моменти во животот, да кажеме, преубави моменти, навистина. Добро. Затоа што знаеш кога си со колега, мислам актер и актерка често Така се полесно. обврска, исто и во нашата професија, оперски пејач, оперска пејачка, ние често ја делиме сцената, имаме така да кажам исти интереси. Па искрено ти кажам, нема ништо лошо во тоа да бидеш со партнер кој што ќе те разбира што конкретно тебе ти треба и да те разбере дека не секогаш можеш да му посветиш 100% внимание, затоа што ако одиш на некоја аудиција, ти си во воз сам или во авион, ти си на аеродром сам додека чекаш авион, ти си во хотел сам, ти си, како да ти кажам, цело време треба да знаеш сам со себе да живееш и како што она треба да знае, исто така и јас треба да знам. И тука, како јинг и јанг, така си се поврзуваат оперските пејачи еден со друг, но ајде да речеме дека нема потреба веќе од оперски пејачки. Не треба. Ме патила. Си бил разочаран од љубовта? Не можеш од љубовта да бидеш разочаран. Можеш од животот да бидеш разочаран. Од љубовта не можеш да бидеш разочаран. Љубовта е најпрекрасното нешто што постои. Веруј у љубов, jer љубов е све. Нема да земам да ја свирам, иако ја обожавам, едно од моите милени песни. На крај. За крај може. И љубовта е се. Љубовта е мост кој изближува. Љубовта према татковината, љубовта према личноста која што обожуваш, љубовта према Бог, љубовта према фамилијата. Постојат секакви начини за љубов. Љубовта према самиот живот едноставно. Многу често вака сум размислувал во Виена кога ќе си легнем во Бурггартен, тука во главниот дворец во градината, тука со Кевенце ќе си легнев така со друштво. Една чашка вино ќе земевме нешто за мезе. Некој чипсови или грозјенце или нешто така. Едноставно кога ќе погледнеш нагоре, ти си, како да ти кажам, во тој момент ти сваќаш дека си благословен што пред се имаш привилегијата да се разбудиш секој утро и да се смееш. Така. Има една мисла од Платон, мислам дека беше. Вели, човекот има два животи. Првиот почнува кога ќе се родиме, нормално, а вториот почнува од кога ќе сватиме дека имаме само еден живот. И јас некако, не знам се, не дека се водам по таа мантра или нешто, него едноставно подсвесно, латентно во мене од секогаш извирале, баш таа реченица извирала оствари, баш тоа што го има големиот филозоф кажано. И го обожавам животот. А љубовта не смее човек да биде разочаран од љубовта. Добро го заокружуваме муабетот, Иван не е заљубен и не треба да биде некоја оперска дива. Да не нема потреба, нема потреба. Ти посакувам од се срце уште многу успеси, вака задоволен, среќен, исполнет и заљубен да видиш. И ти посакувам се најдобро и со надеж за уште поголем настап во Македонија. Ти благодарам, Надица, и се ова што го кажа би сакал да вратам првин комплимент за прекрасниот стайлинг на вистина. И преска мислам дека ти кажам да ми беше роден ден, мислам дека ќе свиревме тука Happy Birthday ќе ти барам да ми ја пееш со овој стайлинг. Но на вистина ти посакувам и на тебе се најубаво, мило ми е што покрај на виртуелно интервјуве го направивме интервју во живо и дефинитивно на пролет се гледаме во Штипна пастрамалија. Ветувам. Јавно вети, Иван, така да те држиме за збор. Но сепак, ова само не е крајот. Ако може при самиот крај уште еднаш нешто да не испееш. Да уживаме. Ајде. Што би можел да испеам? Твојот лик јас го сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов чиста како солза. Сега кога пораснав, сватив што си ти. Дојдов пак, тајно моја звезда праќам да те повика. Ништо не сменето, шушка молика, темно е, тајна моја, а во душа света
фенери, се што имав заложив да ти пеам по